Сограѓани, почитувани медиуми, почитувана јавност, ке следиме во наредните денови не само за овој закон, туку за повеќе закони, еден театар, една циркузијада која што можам да ја разберам од тие кои што и првично го предложија или ги предложија овие закони или оние кои што се потпиша на нив и кои што ги испратија до собранието со европско знаменци, тоа ми е некако разбирливо. Почнувајќи од првиот, односно оној кој што е претседател на управувачкиот одбор и целиот негов обид преку некои одредени трикови да го релативизира ова прашање во јавноста, па преку однесувањето и на претседателот на комисијата и на другите пратеници од ДУИ, тоа ми е разбирливо заради тоа што таму ми е познат интересот. Не ми е разбирливо однесувањето на помалиот коалиционен партнер во владата, овие од СДСМ, и ако можете да приметите како земаат реплика еден по еден, така ја напуштаат салата заради тоа што можам исклучиво да кажам дека и на вистина и на нив им е срам за ова што се случува во собранието на Република Македонија. Она кое што го кажа заменикот на министрот, вели ова е правна дивоградба и заради тоа не се усвојува амандманот. Министер, јас ви тврдам тука, не сакам вас да ве навредам. Вие не го знаете законот. Вие лично не сте го прочитале законот. Правна дивоградба е тоа што се случува во собранието со сите овие закони. Зошто? Еве да ја тргнеме 60 часовната работна недела на страна и да речеме дека за тоа сте во право. Ве молам, станете и одговорете на јавност уште две работи кои што вие во овој закон сакате да ги вметнете. Прво, зошто со законот може да, односно се превзема обврска да се почитува договорот со Бехтел и Јенка, каде што во артикулот 11 изричито се укажува и се превзема обврска 70% од ангажираните работници да бидат од странство. Каде е тука штитењето на правата на работниците од Република Македонија? Ве молам, излезете. Дали вие, дали било кој друг тука и кажете зошто со овој закон, еве колешката Шкриел, зошто со овој закон се суспендира правото на тие кои што ќе дојдат од страна да работат на овој проект, им се на некој начин дава можност да не се извади работна дозвола или виза за престој. Тоа значи дека сите други работници кои што ќе работат можеби на други проекти, кои што ќе влезат од Република Турција на еден проект кој што е недалеко од тука и вие го знаете, нема да го споменам, треба да вадат работна дозвола и виза за престој. Сега овие работници кои што ќе работат на Бехтел и Јенка, согласно законот за работни односи, им се дозволува да дојдат на територијата на Република Македонија, веднаш да почне да работат, а да не ги извадат овие два документи. Или тоа значи дека доколку некој од овие лица е безбедносен ризик за оваа држава, нема право ни една институција да го испитува или да го испитува неговото поведение кое што ќе се случува тука заради тоа што нешто што можеби тој работник или било каде го правил во својата држава. Понатаму, овие ставови кои што ние ги изнесуваме не се ставови само на ВМРО ДПМН, како што кажа едната колешка, како што кажа загрижената Шкриел, која што првиот пат гласава воздржано. Кажете ми еден синдикат, дали репрезентативен, дали од оние синдикати кои што се членови на економско-социјалниот совет, го има пофален овој закон. Еден кажете ми, излезете и кажете ми да, тој синдикат. Сите синдикати без исклучок се против носењето на овој закон. Не постои таков кој што го поддржува. Кажете ми, вие сте заменик министер за труд и социјала. Согласно која конвенција усвоена е овој закон? Согласно која конвенција на која што потписник сме ние како Република Македонија е во согласно со овој закон? Еве, станете и кажете која друга држава во Европската унија има усвоено ваков закон со кој што се дозволува 60 часовна работна недела или ако сакате да се работи наместо 8-12 часа на ден. Излезете и кажете, легитимно е сосема, ние ве прашувам. Кажете каде? Зашто не излезете на една јавна расправа со синдикатите? Зошто го правите сето ова кое што го правите? Ова кое што се случува, почитувана јавност, е дерогирање и приватизација на цела една држава. Ова е суспендирање на целен правен систем. И пак ќе ви кажам, не ми пречи затоа што знам од кого доаѓа и прифатливо ми е да доаѓа од ДУИ. Не се случи еднаш, ќе се случи и понатак. Цело време обвинувате за биле овие неевропски, ова се неевропски практики. Што е европско во тоа да му се подсмевате на евроамбасадорот? Има тука нешто европско да го игнорирате неговото мислење? Дали постои одреден дипломат кој што во изминатиот период ви дал поддршка за ваквите законски решенија? Не постои. Не знам дали разбирате што правите. Не само за овој закон. Ете, ќе зборуваме наредните денови и за другите закони. Има уште 4 закони и за експроприација, и за други одредени суштински делови кои што вие се обидувате да ги суспендирате. Па нели ви е малку срам? Нели ви е малку срам на сите до еден кои што седите тука и кои што ќе ги гласате законите?
Имате ли елементарно чувство на одговорност према своите граѓани? Знаете ли што правите со сето ова кое што ќе го направите сега? Кажувате какви имале примери во соседството. Зошто не кажете дека министерот за транспорт во Косово има добиено кривична пријава за вака усвојување и договори и закони? Кој ќе биде одговорен утре докато некој погине на трасата од работниците? Дали ги гледате препораките од законот од синдикатот, се извинувам, на градежници на Република Македонија? Дали некој ги консултирал? Дали сваќате дека со ваквите законски решенија вие само создавате нови тајкуни кои што доаѓаат од политичката партија ДУИ? На кого ќе му донесе добро вака усвоениот закон за работни односи? На кого ќе му донесе добро на крајот практиката која што вие ја усвојувате со ова? Практика правите целосно, утре било кој да дојде на власт да го прави истово за се што сака. Дали сваќате дека ова кое што го правите вие со европското знаменце утре ќе биде нотирано во извештајот на Европската комисија за Република Македонија или не ви е гајле? И вие ќе ни продавате на нас филмови дека вие сте проевропски, дека ние не сме биле проевропски. Па што има европски во ова, кажете? Што има европски во ова? Кој гласал, кој не гласал? Што има европски во вака донесен закон за работни односи? 60 часа. Па вака било во тоа време, вака. Еве кажете во кое време на 32 годишното владење вака се суспендирал правен систем. Еве кажете, излезете, тоа е негативен пример. Кој е овој позитивен пример кој што вие сега сакате да го воведете? Цело општество се крена на нозе. 3 недели е топ тема во јавноста законот за работни односи. Еднаш понишен од Уставниот суд. Вие повторно се обидувате да го воведете. Гајле ви е и за Уставен суд, гајле ви е и за правосудство, гајле ви е за Европска иднина, гајле ви е и за извештајот на Европската комисија. Вас ви е гајле само за една работа. Да поминат закониве, да се изберат подизведувачите и овие кои што се во тој управувачки комитет, циркузантите на чело со најголемиот циркузант Артан Груби, да може да создаваат профит. За тоа сте вие тука, за ништо друго вие не сте тука. А ќе видиме во наредните денови како предложувате закони кои што се противуставни. И законот за експроприација, и другите закони кои што се тука на дневен ред. Срамота е овој во наредните 12 до 14 денови, колку што ќе трае комисијата, затоа што имаме намера ова да ја го соопштиме на јавноста без разлика што ни ја одземавте деловничката можност да се бориме за исто. И ќе видиме две реалности во оваа држава. Едната која што е подкрепена исклучиво на аргументите на синдикатите, се што го кажам ова ќе ви го кажам изворот. Слободно ќе кажам, отворете ги Facebook страниците на следниве организации: ССМ, КСС и УПОС. Од таму ми се овие податоци. Не се од партиски соопштенија како што кажа колешката, излезе и прочита партиско соопштение на ДУИ. Ова не е партиско соопштение. Ви кажав од каде ми се податоците. И другата реалност која што ќе биде, ете од оваа страна, вие не сте европски, вие кочите, вие правите ова, вие правите она. Не ви е проблемот ВМРО ДПМН, ниту овие пратеници кои што тука ќе ви ги соочуваат овие реалности. Туку проблемот на вас ви е општеството, затоа што немате доверба од општеството, затоа што не постои човек или чинител во ова општество кој што не сваќа или не знае што прави. Ова не личи на ништо. И ова кое што го правите со ова европско знаменце многу ќе не чини како држава. Многу ќе не чини како држава, а тоа ќе го видите во наредниот период. Затоа што вака воведените пракси, ваквите нови практики и ваквите важни флоскули. Еве сега не можам да не се потсетам на една работа кога разговаравме за францускиот предлог и овие заклучоците. Тогаш меѓу другото некој од странава на мнозинството го развија европското знаме. Ама наместо тоа европско знаме да означуваше европски практики, европски вредности, тоа означувало само европско знаменце на првата страна на законите кои што ќе бидат поднесени од владата до собранието, а кои што ќе значат суспендирање на цел правен систем, приватизирање на цела една држава за одредени бизнис интереси. Нека ви служи на чест, а сметката која што треба да ја поднесете за многу брзо ќе ви биде дадена од оние кои што и најмногу ценат, а знаат до детал све што и правите на оваа држава. Благодарам.